најстрашливиот, откачениот и храбриот, секогаш расположен за стендап. Сашо Тасевски! Трета вест у нормалниот свет. Швајцарските научници ги обучиле, ги издресирале кучињата да праќаат сигнали од мобилни телефони кога има затрпани од лавини. Следна вест во Северна Македонија. Вчера во близина на гробиштата Бутел забележано е куче марка Пекинезер како влече човечка нога со устата. Гомце од 30 сантима кинеско куче влечело човечка нога од 1 метар по цела улица. Али вака веста продолжува. Кучето е фатено, а ногата е дадена на анализа. Валјда требало обратно. Кучево да го дадете на анализа. И шо на мајка му ќе анализирате на ногава, да не дознаете случајно чие е. Па пола Скопје лежи у тоа Бутел. Али, замисли, онака си умрел и кучево ти однесе ногата. И ти сега мора со една нога кај Свети Петар. Добар ден, Свети Петре. Добар ден, чедо. Свети Петре, може да влезам? Чедо, а кај ти е ногата? Ногата ми ја украде едно куче. Ти ја украде кој? Куче бе, куче, Пекинезер, она кинеско едно гомно со коси очи и боксерски нос. Аха. Чедо, да те прашам, тебе те закопаа по сите прописи со 2 тони земја одозгора? Велам, чедо, дали те закопаа по сите прописи со 2 тони земја одозгора? Да, бе, побе така ме закопа. Па што куче е тоа, бе? Рудар? И како ти однесе ногата? И тебе тука ти прекипуј ми, слушај, Свети Петре, иди ти у 3 лепе пичке матрине. Значи у Северна Македонија не се знае кој пие, се знае кој плаќа, али не се знае кој пие. Значи ја немам поима кој ми ја однесе ногата. Затоа ако ме пушташ, пуште ме, ако не кидам кај оној со роговите. Добро бе, чедо, како да те пуштам со една? Па и Тито го пушти со една. Немој да ми го чепкаш, Тито. Немој да ми го чепкаш. Сите вие го веда да се соберете на Тито, ни за средната нога не можете да му се фатите. Добро бе, викам, попе, у реду е, дај, викам, само пушти ме сега внатре, а овие у Северна Македонија шом направат анализа на ногата, ќе ти ја пратат по AliExpress, ќе ти стигне за 2 недели. Добро бе, чедо, влагај, само да знаеш, овде нема фри шипинг. Овде све се плаќа порано или покасно. Иначе сега во Македонија, во Северна Македонија, многу е во мода фондот за иновации. Многу е во мода. Значи, тоа знаете што имате фирма, измислите пример стап за слепи, али стапов содржи во себе аларм за семафори, мобилен, GPS, интернет и 300 други чуда. И сега, фондот ви дава пари за да го доразвиете производов и да го пласирате на пазарот. Така иде тоа во нормалниот свет. Али вака е кај нас. Фирма добила 145.000 евра затоа што измислила печатница. Чекај, нели печатницата ја измисли оној Шваба на Гутенберг пред 500 години? Да, господине, ја измисли, ама ние па ја измисливме. Зошто бе? Знаете, господине, таа печатница е застарен модел, не може да печати вести од типот конј пцојсало топлотен удар или 53 годишник силувал поп. Викам, сега контам. Значи, вашава иновација може да печати и најглупа вест. Викам, сега знам зашо ви фукнале толку пари. Втор случај, друга фирма добива 45.000 евра зашто измислила тавче за гравче. Пази, само тавче измислила. Да измислили гравче, уште 50.000 ќе им фукнеле. А тоа што ние 500 години јадеме гравче во тавче, кој не е бе, така? Ама господине, немојте така па. Ова тавче, знаете, има цветчиња со еколошки бои. Ало, преваранти, па и ние сме јадели у тавчиња со цветчиња у разни бои. Да, господине, знаете, овие бои не се отровни. Па и порано сме јадели у тавчиња со неотровни бои. Па да беа отровни, уопште немаше да креваме или инденско востание. Само ќе им сваревме на турците у тоа тавчето со отровни бои, сите ќе испоцркаа.
Знаете, господине, не разбирате, ама ова се кинески бои, врвни. Врвни, али кинески. Тек сега викам, кој ќе јадеме, ќе халуцинираме. Не цветои, змаеви има да ни летаат пред очи. Второ, нешто што е сега највише пари што се доделуваат, субвенции за секс. Ова, хомосексуалциве, меѓу народот познати као педери, лапнаа многу пари од таа субвенција. Затоа што им откажал главниот спонзор Брилијант. И више ништо не им идело као подмачкано. И се жалеле као вие на влада, овие дека се многу слаби кон хомосексуалциве. Одма паника кренале. Дај да се фукнат 200.000 евра, да се купат лубриканти. Не смее да чкрипи. Мора да шлапка и да лизга као локум. Баш кај тие добри лубрикантите против хемороиди немаш тегоби никакви. Па така си дебе луѓе у Европа, не да се мачкаат уште ко пеливани со зејтин. Али да ви кажам, у Македонија не се сите педери. Не има и мужи. 10%. Иначе, она што е најново, сега баш ова ќе го изгласаат, готово е, субвенција за сунет. Идеш ти до сецнат патлакот и државата ти дава пари. Само, прво мора да идеш тамо да пополниш некои формулари, да се најдат у работа овие што се нови 28.000 примени од администрација. Значи идеш на шалтер и ова ти ка, добар ден господине, повелете, добар ден, јас сам дошол да земам субвенција за синот. Добре господине, како се вика синот? Муса. А презиме? Муса Курати. А ме заебавате. Јок бе море, јас сам Агим Курати. Вие мора да сте од Куратица. Јок бе море од Карпош 4. 9 спрат кај Сити Моль, 2 тераси, панорама. Добре господине, а колку има малиот? 26. Шо бе 26? 26 сантиметри. Или по нашки кажано 2,5 педи. На вашиот мал му е 20, на малиот ваш му е 26 сантиметри. Па колку години има? 180. Што бе 180? 180 месеци бе? Ме заебаваш. Јок бе море ваков да му се прави ако те лажам. Значи, вие, вашиот мал има 15 години и вие дури сега му правите сунет. Па нормално бе кад не дава да му го пипам. А шо вие чекавте да направи 15 години, па сега ќе му го пипате. Па ја не, госпожа, он сам сака да ga сече да лапа субвенција сам. Вика, баба, ја доле имам вишак, а овој државата дава пари. Шо го ебам, че го сечам. Следечи месец искача нов iPhone, тија парите од сунетот купим iPhone, жбрцу джеп. Тоа е тоа, новите генерации, патлакот за iPhone. Али, што се однесува до големината на патлакот, ние, мужите, сме страшно суетни. Знаете до каде оди таа суета? Седиш пред сендвичара надвор. Луѓе пуно. Си го чекаш тостот што си го нарачал. И кога ја слушаш онаа вработената од внатре како се дере ко ненормална. Кој имаше мал? И како бе да станеш сега? Или ти звони мобилен, ти се јавува непознат женски глас. Кај си бе, курто? А ти мора да ја кажеш, извинете, али имате грешка. Затоа ние мужите пред секс многу потешко се опуштаме од жените. А жените вие супер, сите сте исти горе-доле, нели? Немате проблем. Одма онака за 2 минути ќе се возбудите и одма имаш го сакам во мене, дај ми го цел, кај мори да ти го дам цел, мене у моментов ни четвртинка не ми е, ти го бараш цел. И како мислиш тоа, дај ми го цел, па не сме ние муживе на дугме? Ние мужите имаме прашања што не мачат пред секој секс. Например, дали ми е доволно голем за неа? Па шо ако се работела со поголем од мојов, сигурно ќе ми глуми оргазам. Па вас гарант имала поише од 100 мужи, на мене ли ќе се сеќава? Се е до сеќавањето, а ние мужите сакаме да се сеќаваат по-добро на нас кога онадиме. И затоа не може од небо по ребра, дај ми го, па дај ми го. Ме плашиш. Одма идам у минус. Мора малку да ме опуштиш.
Мора малку да го бабуеш, да му збориш ко на цвеќе, за да порасне поголем, да го пофалиш. Каков бабачко си бил ти доле. Па ја у мојов живот покрупено твојов неам видено. Види колку ти е дебел Джоана Конда. Така треба со мужите. Малце да ги опуштите од оние вечни прашања што ги мачат. Али, кога ги фалите, немојте ни подразно да им кажете убав ти е. Или, не дај Боже, таман ти е. Таман ти е. Па ако му кажете таман ти е, ќе му падне ко Берлин 45 и ќе се джитне од тераса. Муж кој ќе чуе од жена таман ти е, одма паѓа у длабок очај. И одма ќе собере 2 и 2 и знае дека со 4 сантиметри не само што не е конкурентен, туку со тој кур не е ни солвентен. Затоа, вие жените морате тактички да пристапите на мужите пред секој сношај. Особено ако имаат развиен бизнис добар или ако имаат 2 докторати, ко овој Рашковски. Они не можат одма. Пази, тоа се мужи што сакаат многу вака да се джилитаат, да се фалат пред народ, какви ебачи се, како евеле, шо евеле, како пиштеле од нив жените ко црф у дрво. Многу сакаат да се фалат. Али, таков муж, кој ќе дое сам у соба, со некоја згодна и карактерно силна жена, одма му паѓа тоа шеќерот. Ни виагра, ни златни метак, ни афричка шлива, ништо не помага. Одма почиња да филозофира Ѓоаниче и Кант. Одма ќе почне да смислува некои оправдувања. Види, маче, ќе ми се дигнеше се, али паси и 3 дена сме запиени со другарите, за тоа не можам. Или, слушај, ова не сум ја, мислам ова сега што се деси. Тоа не сум ја, али вика, неделава стресна ми беше многу, знаеш, имам бизнис со 50 вработени, па ја ако не трчам да им обезбедам плата, па нема кој. И сето тоа ми го спуштали, бидото ме убива у појам. Или, цуца, ова сега што ми се спушти, нема везе, можеш слободно да прошеташ низ град, секој што ќе опрашаш ќе ти каже каков дупач сум. Али пази, жена ми ја нема впипнато едно 6 месеци, па морав овие 2-3 дена да ги подмирам тие брачни обавези. Иначе, да не требаше да ја пердашам неа, ќе те искинев се ако свиња кеса. Па уште ако таа што ќе ја голтне тоа афричката шлива, ако му застане у грло, одма врато се укочуе. Ко дршка од метла да голтнал, вака кој ќе влезе дома с жена му, шо ти е бе? Ништо маче на промаја дупе. Компири лупев на промаја, не ме виде преска компирите кога ги лупев. Затоа жени, нема секс тука со такви. Решение, одма да си фатите некој копилј. Овие на копилјаци во 20 години на промаја им се дига. Има некој тука што има од 20 до 30 години? Има? Колку имаш? Колку? 26 има дечко. Пази сега! Пази сега експеримент. Види експеримент. Отварам врата. Мала промаја, броиш до 3. 1, 2, 3. Ај пипни го девојко да виш доле се. Жити све пипни го. Ја ќе те пипнам, ама заради самочувствие некако. Така е? Одма промаја те удир, не се замараш. Али, жени, ако сакате на вистина да не се мачите, а да имате онака сериозен маж до себе, зрел маж, постои за вас само едно решение. Ке си најдете шофер. Камиончија, таксист, шо да е? Шофер да е. Или на француски, ла шофер. Овие шофериве, значи, ги боли Стојко за Ниче, Кант и Шопенхауер. Чак што више овие шофериве, Ниче го имаат у мал прст, зашо видат голо дунде, одма Фридрих им Ниче, шо викаат србите. Да ви кажам, тие шоферите се ненормални у кревет. Мислам, јас сега не ова од искуство, него што ми кажувале другарки. Знаете што ми рекле другарки, бе? Шофер кај шо ебе треба не расте. На шофер, кој ќе го прашаш
Шо е, кој ќе му спомнеш Виагра, мисли дека е средство за мијање садови. Гледайте дамата колку била расположена. Видите? Шофер да не е твојов? Твојот е шофер? Да? Шо е, камионџија, таксист, шо е? Шофер? Можете комотно да им кажете на овие што имаат мужи со 2 докторати како е да се биде со шофер. Комотно да им објасните. Луѓе, вакви сведоштва сум слушнал доста од жени што имаат шофер. После секој секс 2 сата на инфузија идат. Ги цедат тоа шоферите. Мислам, извинете што сум вака индискретен. Шофер! А знаете ли зошто се добри шоферите у кревет? Луѓе, затоа што не се занимаваат со оправање на светот. Го заболе шоферот за моралните принципи, за совеста, за ИЗИС, Ал-Каеда, бомбардирање у Сирија, мамо тамо, ги заболе за СДСМ и ВМРО, ДПМН. Нема бе, шофер видели голо путе го цепи. Ко сме кај цепењето. И овој министеров за финансии не цепи, али умал мозок. Вика, просечната плата била 26.000, али баш и не можеме да ја осетиме. Министре, тебе да ти го начука Муса Курати со 26 сантима, нема да го осетиш? Не, стварно, пошто 26 е 26. Дали си илјадарки или сантиметри се осеќаат, бе? Али пошто не се осеќаат, значи дека не се 26, туку дека е 12.000. Ако е нешто 12.000 или 12 сантима, баш и не се осеќа, министер. Мислам, можеш и по дома да прашаш. На оваа министеркава за одбрана и дошле војнициве, почнале да и се жалат дека овие новиве чизми што ги купила нема за сите броеви, дека боси шетаат. И сега да не пукне брука, нели, влагаме у НАТО овона, и министеркава, замислете, купила торти и колачи у вредност од 60.000 евра, за да ги смири војнициве. И затоа мораа да ја сменат таблата пред Министерство за одбрана. Сега на неа пишува Министерство за одбрана кај сладкарница Апче. Ајмо тенко и тулјумби, баклјави хаубици, шокени бе на свистински пушки и бомби бе. Влагаме у НАТО со нова стратегија. Од сите душмани ќе направиме шекераши. Наместо да ги бомбардираме со осиромашен ураниум, ќе ги бомбардираме со шекер. Прејади се шекер и цркни. Викам, има логика, затоа што презимето на министерката е шекеринска. Нормално е набавките да бидат на база на шекер. Си викам, замисли, ако се презиваше кој австрискиот премиер Курц. Гарант тогаш набавките ќе беа од секси шоп. Строго. А иначе, за овој австрискиот премиер Курц, сите со години мислевме дека е ВМРО-ец. Арно, ама, кога и СДСМ го прими Курц, више не мислиме така. Он е уствари единствениот Курц кој што го има примено српската премиерка. СДСМ толку се возбудија кога го примија Курц, што го помеша неговото австриско со литванското знаме кога ни дое на посета. Викам, не дај Боже да требеше да дое швајцарскиот премиер на посета. Гарант ќе го пречекавме со знамето на Црвен крст. Па сега папата која беше у Скопје, кој се си миеше од авион, умрев од страв, мислев дека оставиле знаме, зелено знаме со полумесечина, тамо дека закачиле. Се бара, жив или мртов. Типот кој што ги пишува говорите на Заев. Според него, Холокаустот е еврејска традиција. Што значи, Холокаустот традиционално се појавува кај евреји на секој 75 години како Халеевата комета. Леле, која рипна овие бившиве твитерџи, сега што се пиарџи у влада. Лапсус, 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 лапсус. Дечки бе, лапсус е, ако наместо дај ми го твоето раче, кажеш дај ми го твоето маче. Али ова е од неукост. Човек што има здраво формално образование, значи него му е боза да препознае разлика помеѓу австриско и литванско, белгиско и германско, српско и руско знаме, знае што е традиција, знае што е Холокауст. Ама на типчево изгледа да беше малце образувано, кој ќе го препрочитувал говорот, одма таа реченица ќе му извадеше очи, ќе речеше, чекај бе, што сум напишал ја овде?
Абе, не може Холокаустов да е како и традиционално излетничко место на еврееве, како Саборов на Трубачи у Драгачево или Роштилијадава у Лесковац, бе. Тоа е символ на геноцидот врз нив. Али изгледа на типот у моментот земјата му била рамна плоча. Ќе кажете, луѓе сме, грешиме. Да, ако сгрешиш само еднаш се случува. Ама во вакви протоколарни политички ствари, ако сгрешиш во серија, значи дека си дибек. Ама еве, завршија изборите и сега ќе видите СДС кој ќе почне да гради ко ВМРО што градеше. Еве го сега у Тетово. Се гради нов театар од 45 милиони евра, У Тетово. Знаете тамо дека у Тетово албанците еднаш у 3 години прават представа, која што се игра само на премиера пред 20 луѓе, пошто другиве се у околните кладилници, овие коцкарници и тамо можете да ги најдете. Али знаете што уште поголем проблем? Што не знам колку знаете, 70% тетовчани пијат загадена вода. И сега владама нормално, одговорна и реши да спроведе анкета на улиците на Тетово. Добар ден, дали знаете дека ќе се гради во Тетово театар од 45 милиони евра? Да бе, знаемо дека ќе се гради. Аха, знаете. А дали знаете дека пиете загадена вода? Да бе, тоа знаемо. Од жуто, од сабајле е жута, после тоа се менја у црвена. Аха, а како сте го забележале тоа? Па многу лесно, кад ga мочам, од жуто иде према црвено. Аха, а каква е ноќе? Ноќе! Ноќе, каква е ноќе? Ноќе е вала добра е ноќе. Ноќе свети. Кој свети водата од чешма? Јок бе море! Кад идем на ВЦ, не мора да палим светло, само мочам и све се види. Кад га тресем, као джингл бел, светоат звездички по таван. Аха, господине, а дали знаете дека во Тетово ќе се гради тој театар 45 милиони евра, вие понатаму ќе пиете загадена вода? Па што бе море? Треба да има театар. Треба децата да има каде да се играат. Да има тобогани, да пливаат, да јадат бурек, јогурт. Да има слјаткара, пицерија. Добро, господине, се ето окей, ама водовод, господине, чиста вода. Што ме куропецаш, бе, ти цело? Бе, што ме куропецаш ти мене цело време, бе? Па што знае дете што е водовод? Ако е жедно, ќе му купиш сок. Овие па, Агенција за електронски комуникации фукнале 24.000 евра за пенкалца со циркони да им поделат на вработениве. Сергеј им кажал да ги купат. Тоа било сега многу модерно, ма не кенка да будем. И против уроци било исто така. Бе, шо е следно? Шо ќе купуваат следно? Не се сери Hello Kitty за пенкалца и ранци Frozen? Замисли она супер сабајле, си играш X0 или јам со колешките на работи, пенкалцево цело време ти свети. Весела географија не верувам дека игра, тоа на соодветна буква да погодиш име на град, село, држава, планина, затоа што вработените во тие институции државни, 90% се функционално неписмени. Географија знаат само од овие понудиве на туристичкиве агенции за зимување и летување. Или од билтениве на кладилнициве. Знаеш кај е Колчестер? Да бе, у англиска 4-та лига. Толку бе, доволно бе, нема потреба. 24.000 евра. Зошто бе? Изгледа која си неписмен и кој ти е мрак у глава. Секојаш бараш нешто да ти светка за да ти биде поинтересна работа.